Ново издание на Политиканти, јас сум Боријан Јовановски. Јас сум Сашо Ордановски, а ова го снимаме во време кога е предизборен Молбоко. Да, и сега треба да бидеме внимателни. Добро, ама тоа не спречува малку да се завртиме на кампањата, не поименично се разбира, меѓутоа сепак утре е денот за гласање, денеска е вторник, во среда се гласа. Прво е необично ова што мислам дека им се поклопија датумите, па мора во среди да ги прават изборните кругови, бидејќи не е малку штета за економијата кога ти 2 дена ќе прогласиш неработни, така има луѓе кои живеат од тоа, па годинава, нели, 1 мај, па Велик ден, па Бајрам, па што се не се падна во работни ден. Па таму се спојува некој недела дена, 10 дена се спојува таму за. И мислам дека сите ќе ги спојат. Да. Сите ќе ги спојат. И кампањата, па не знам саш јас мене не знам ти како ја оценуваш, кампањата ништо значајно не донесе, ништо ново не откри. Беше, како да кажем, но на што е добро, веројатно е што остана во рамки на некаква пристојност. Тоа е веројатно доброто што се случи. Јас мислам да, ќе видиме како ќе се развива понатаму, бидејќи виси една неизвестност и една, како да кажем, сите се подготвуваат веројатно да ги видат прво резултатите кои како, па можеби се чуваат некакви оружја и за овој вториот круг и председателски, сигурно е тоа дека парламентарен и така ќе има веројатно нешто, меѓутоа навистина на работот с додевност. Јас право да ти кажам потрошив и 3 плюс сати да одгледам и председателската дебата. Тоа сега те прашам, ти ја гледаше, јас не успеав да ја видам, ми кажа дека била недогледливо долга и да, што знам, некако не ми привлече внимание. Па ја морам да ти кажам дека прво на едно ниво пристојна дебата, бидејќи навистина немаше никакви непристојности или од сите таму присутни. Така, проблемот е што се 7 кандидати и кога конципираш дебата со 7 кандидати, тоа мора долго да трае. Плюс мислам дека МТВ отиде во една малку погрешна насока што ги прашува и за области кои не се од нивни делокруг на работа и тука се изгуби барем 1 час од целата дебата. Тоа секогаш на сите председателски избори го има таа водат дебата за економијата, мислам, не што за економијата, и така натаму. Така што една пристојна дебата, велам, на работа с додевност и дебата во кој што мислам кој да ја гледал само си ги потврдил веројатно своите ставови за кого ќе сака да гласа, немаше никакви екстраординарни некакви настапи. Очигледно е дека имаше едно ниво на респект помеѓу сите, онака 3-4 инфективи, меѓутоа ништо спектакуларно. Тоа кој ќе се свртаме минатиот пат да ги коментиравме изборите во Хрватска, таму беше, како да кажам, реалити шоу целата кампања и така што мислам дека помина во пристојен формат, со тоа што и сите национални телевизии инсистираат да ги имаат сите кандидати, па ја не знам како стигнаа луѓето да истрчаат сите тие кругови. Веројатно дадоа по едно 30 интервјуа што на телевизии, што подкасти и така натаму. И мислам дека во крајна линија јасни се визиите на кандидатите. Да, ништо ново тука нема. Тука ништо ново, нема никакво изненадување кај ниеден од овие кандидати во смисла да не сме знаеле. Ајде сега ние малку и по-професионално ги следиме, па им ги знаеме бекграундите, им ги знаеме можеби по-профилирано нивните ставови, меѓутоа немаше ништо ново да кажеш некаква вонредна некоја идеја или некаква вонредна насока во која што е едниот председател кој да би се движела Македонија. Така, главно сите познати структури и мислам и за гласачите една реална ситуација во која што луѓето ќе гласаат веројатно повеќето од нив со емоции отколку со рацио, како и секогаш, бидејќи во политиката емоциите се силен драйв, меѓутоа во суштина позициите се познати и мислам дека релативно лесно може да се исцртаат и идните развојни околности околу тоа кој како би владел на таа функција. Со тоа што е јасно дека во еден дел од кандидатите ќе имаме едно големо, мене барем ми се чини губење на време околу тоа каде оние гледаат Македонија во една идеализирана слика во светот во кој што би функционирале феродност и правила втори шанси и можности за
некакви морални позиции во меѓународната политика, а светот околу нас е таков што ние гледаме ката дневно, особено во изминативе неколку години, дека безмилосно, реал политика. апсолутно, на безмилосна реал политика во која што се кршат сите можни стандарди и се воведуваат не двојни, туку тројни стандарди за во однос на тоа што се интересите. И Македонија како мала земја, мислам дека знаеш тој тип на фантазмагорични некакви позиции во кои што ние ќе го правиме светот, дека нели па и ние сме многу нели морално во право по сите прашања, се малку така една прилично замаглена иднина, меѓутоа, знаеш како, апелот е до гласачите можеби не е лошо што сака да го гледат светот подобро од колку што е. Околу апелот, мене најшто ме интересира и тоа веројатно утре ќе се види на кога ќе се објавуваат изборите. Дали уствари овие кампањи, особено за председателските избори, успеваат воопшто на било каков начин да анимираат и мобилизираат овој дел од она гласачко тело кое се определува за неопределено или не знае дали ќе гласа и знаеш, она што е вон овие контингенти на партиската војска, ако можеме, или партиското членство, како да кажам. Тоа ќе биде, по мене, и тоа би требало да биде некаков репер според кој ќе се оценува успешноста на една кампања. Мислам, пожелно би било партиите од тоа да извлечат лекции, бидејќи, знаеш, тоа неопределено гласачко тело е сепак некаков репер, бидејќи, нели, чекаат едноставно понуда, па за да видат за кого би гласали и така натаму, бидејќи, нели, ние и тие, например, професионално сме инволвирани вака или онака во целава работа како стојат, нели, тие политички движења, трендови, но ти имаш луѓе, што знам, инженери, кои, нели, нему му е катадневната преокупација од сосема друг карактер. Види, и тој човек, например, сака да види, сака да почувствува дека некој му се обраќа и нему, односно, што знам, дека се препознава себе си, своите перспективи во визијата на некој од кандидатите. Во структурата на гласачите мал е бројот на инженери. Така што тие не ги решаваат инженери, окей. Меѓутоа имаш цели страти, како да кажеме, општествени слоеви, како што се, не знам, пензионери, студенти и така натаму. И прашањето на мобилизација е клучното прашање при секој гласање, бидејќи во суштина тоа е работата на партиите, да го мобилизираат гласот за оние кои што треба да на крајот треба да облечат чевли луѓето и да излезат да гласаат. И затоа анкетите, не само кај нас, него воопшто, анкетите кога се прават, најголемиот акцент всушност на партиите како да ги извадат оние што мислат да гласаат за нив, како всушност да ги извадат на гласање. Знаеш како на запад се применуваат, особено во земји кои што се поголеми од нас, каде што гласањата се одвиваат на поголеми територии и така натаму, па тоа е од организација на превози, преку специјални агенди кои што се прават за одредени слоеви на гласачи кои инаку не само од мрзеливост, туку и од непрактичност и од незаинтересираност не би излегали да гласаат. Овозможуваат гласање по пошти, тоа е еден тренд кој што многу зема замав во други земји демократски, тоа е една вообичаена работа, бидејќи луѓето се зафатени, има многумина кои што би гласале по пошта. Тоа кај нас, да речеме, го нема како можност. Или го нема во никаква ефективна некаква доза. Гласање на интернет, сега, за тоа се правени големи студии, бидејќи на времето се мислеше, особено на северот на Европа, дека младите не гласаат. И младите, навистина, кои ќе видиш статистиките, да речеме дека негдека од овие генерации кои што прв пат треба да гласаат или втор пат, тоа е овие 20 годишњаци плюс минус, од нив, да речеме, не повеќе од 3-40% излегуваат на гласање. И ако тоа се покрене како една маса за мобилизација, тоа знае да влие суштински врз резултатите на изборите. Но Борјан, еве сега за претседателскиве кандидати. Види, ние навистина имаме 7 претседателски кандидати каде што некој кој што сака да најде своја некаква варијанта за гласање има.
Барем за првиот круг. Значи не можеш да кажеш, види, ама немаше некој кој понуди не знам што. За овие избори, на вистина, што се однесува до председателски кандидати, понуди има. И второ, јас и понатаму сум на еден од оние, ја не знам дали сме ние малцинство или сме, можеби, и мнозинство во државата, кои сепак мислам дека гласањето на председател на општи избори за овој политички модел, какво што е Македонија, е попристојна варијанта отколку избор на председател во собрание. Бидејќи според нашиот политички модел председателот има функции кои што излегуваат вон рамките на постабилни демократи, демократи кои што не се вака, да кажам, етнички мешани, културно мешани и така натаму, и председателот без разлика што често пати знае да се каже дека неговите функции се многу ограничени и така натаму, но всушност еден таков председател кој е избран на општи избори може да делува во политичката јавност без разлика дали за одредени прашања има или нема надлежност. Добре, јас тука не сум сигурен околу тоа. Ја мислам, не знам, немам дефиниран став, но мислам изборот во собрание со оглед на надлежностите и ингеренциите, изборот во собрание сепак, сашо, знаеш, овозможува да под предпоставка, нели, дека тоа двотретинско мнозинство подразбира поддршка и од опозицијата и позицијата, сепак овозможува да биде избран човек кој ја има таа поддршка од двете партии и потоа тие партии тоа го пренесуваат и на гласачкото тело и тој председател е прифатен во онаа негова символична форма на татко на нацијата. Мислам, не сум... Според, знаеш какво е правилото? Кога имаш високо квалификувано мнозинство, како што е двотретинско, па сега дури тука кај нас има и дополнителни елементи, бадентерови додатоци, треба да гласат мнозинството, во принцип квалитетот паѓа. Затоа што повеќе луѓе треба да се согласат за одреден кандидат, тоа значи дека тој кандидат е доволно разводнет за да биде прифатлив за сите. И во принцип ти најдобрите не може да ги добиеш. Тогаш ќе добиеш некој кој што е толку изблендиран, толку е ни ваму ни таму, толку не загрозува никого, дури и во своите некакви протоколарни обврски кои што би ги имал, што на крајот таква личност на крајот таков и резултат добиваш, да добиваш една личност која не го представува врвот на квалитетот во одредена област, а во овој вид на непосредни гласања ти навистина можеш да имаш кандидати кои што се топ. А дали тие ќе победат е друго прашање. И тоа не е гаранција, меѓутоа ако ништо друго надпреварот е по-дженуин, по-оригинален, мислам и по-демократски. Бидејќи, пак ќе кажам, во овој вид на избори на председател, кои иначе многу малку земји, помалку земји, 7-8 земји во Европа демократска бираат така председатели. Над 20 бираат на слободни избори. Да, не може секојаш да се компарираат политичките системи како тоа се прави, бидејќи Франција има еден председателски систем, некои не се уставни монархии, има многу уставни монархии каде што кралевите се не ги бираат наследна функција и така што се уште победува овој модел на непосредни избори и мислам, барем според мене, ако смеам да го кажам мојот став, мислам дека е тоа за Македонија подобро. Оти сме ја правеле таа анализа која ќе се вратиш наназад, кој од председателите какви улоги играл, ќе видиш дека во едно вриење историско низ кое ние споминале, каде што председателот немал големи можеби овластувања, но изиграле неколкумина од нив, па дури во негативна смисла значени влијанија, но сепак одигрувал. Знаеш што, околу кампањата, што ми недостасува, тој и ќе видиме по парламентарните избори, кампањата како ќе протече. Недостасува, и тоа сум го приметил на овие поразвиени демократи, еден понепосреден контакт со јавноста. Диалог со целни групи и така натаму. Тоа е нешто што би требало да почне да се случува кај нас, бидејќи пак све се сведува као маратони, колку е на овој митинг, на оној митинг, толку тоа знаеме како иде тоа со митинзите, тоа нема врска. Сите митинзи се лидерот, кандидатот држи говор и тоа е тоа. Не постои никаква интеракција со... Па барем да еден од кандидатот туку знаат да имат на митинци по 10 говорници. Но таа интеракција не постои и мислам дека таа би била многу важна во смисла на оваа анимација и на неопределените или така луѓе кои се колебаат околу. Во следните 5-10 години
особено во Европа. Се развива еден нов модел, тој не е нов, идејата не е нова, таа е образлагана многу пати, меѓутоа во демократиите западни во последните 5-6-7 години се развива еден модел на така наречени граѓански собранија. Не знам дали сме разговарале на подкастот не за сме тоа. разговарале, да. Меѓутоа многу занимлив модел. Тоа е таа интеракција, така е, да. како изгледа тој модел? Значи, кога во општеството има некое големо прашање, не знам, дали да се донесе закон за смртна казна, или закон за истополови бракови, или промена на даночен систем, значи крупни прашања, се составуваат еден репрезентативен примерок од некои 100-150 граѓани, кога велам репрезентативен да презентираат демографската карактеристика на земјата и за прашањето за кое се разговара. И ти ако разговараш за студентско прашање, треба да има репрезентативен примерок на студентите. Така, и студентите да можат да се потоа, да разговараат. Тоа е една слободна дискусија која трае обично за викенд. На таа група на луѓе им се даваат онолку експерти колку што се неопходни за да се слушнат експертските ставови, бидејќи претпоставка дека тој пресек на собрани луѓе нема експертски познавања неопходно од областа. И тие луѓе разговараат на темата цели 2 дена. Таа е структурирана дискусија, значи тоа не е некаква не е сокавка, не е пратен од партија да го вреѓа и така натаму. Дискусијата, меѓутоа се во принцип граѓани кои што не се заинтересирани за партиски или можеби има и разговараат на тема, на темата. Да. Што се покажува? Бидејќи од ова веќе, како да кажем, во сериозни демократи се практикува Британија, се практикува на север од Европа и така натаму. Прво им ги мерат ставовите по темата пред да влезат да дискутираат. А потоа секогаш излегуваат со заклучоци за темата, во кој што се мери дека повеќе од 1/3 од луѓето кои што учествуваат ги смениле ставовите. Така како резултат на таа дискусија. И знаеш, тоа се луѓе кои немаат притисок во смисла на некакви партиски интереси, не знам, финансиски интереси и така натаму. И потоа во овие земји тие заклучоци, така на пример го промени Ирска ставот за сега пред неколку месеци донесува нов закон, пази, во една католичка Ирска во која што конзервативизмот е ставот за истополови бракови донесува закон за можност. По пат на повеќе ово вакви, како што е граѓански собранија, и се тие имаат консултативен карактер, меѓутоа се заговараат реформи каде што за такви прашања би требало да биде и задолжителен карактер има. Тоа е една форма на референдум, ама ова не е референдум каже што ќе го закажеш гласањето и потоа граѓаните излегуваат со веќе своите утврдени ставови да гласаат. Туку една многу занимљива форма каде што дебатата всушност се одвива поквалитетно отколку во собранието. И тоа е во голема мерка една добра брана за популизмот, бидејќи знаеш вака ќе излезат партиите на митинг изборен, пензиите толку ќе ги покачиме, ова ќе направиме вака, мислам нема врска. Шарени лажи, а кога би се седнало на евето пример со група со не знам, репрезентативен примерок од пензионерите. И кога би имало еден диалог со партијата, кандидатот и така натаму, кој предлага нешто и тогаш тоа го разговараат во детали како тоа би се случило, како би се обезбедиле, од каде би се нашле тие пари. И тука се профилира многу појасно, односно и самата партија и кандидатот е изложен да собственото, да ветувањето кое го прави мора да го прави стварно аргументирано, не чекај во вие сакаат да слушаат тоа ќе кажам овде од тоа. Да, бидејќи они што прават, они прават истражувања на јавното мислење и потоа според тоа се водат како ги профилираат. Ова ме поттикна за ова што ти го говориш дека кај нас има релативно малку door to door, што се вика врата на врата, иако партиите и тоа го прават, се разбира. Меѓутоа го прават, се доаѓаат, оставаат као упалјачи нотеси и пенкалси. Не, ама во принцип во демократија, особено кога партии формираат, они затоа е важно да имаат програми. Тие програми би требало да се прават, некои од поголемите тоа сега го прават на ниво на фокус групи. И фокус групи тоа е еден модел кој што е прастар, нели собираат на многу помало ниво во смисла на бројки овакви граѓани, ги пласираат своите идеи, следат дискусијата, па потоа ги моделираат предлозите и така натаму. Кај нас тоа се прави само за избори.
Имам впечаток, можеби Груевски на почетокот правеше еден обид да тоа на тој начин, бидејќи не е доволно тоа го прави само во своите партиски редови. Партиите функционираат на начин да оние што дискутираат сакаат да ги предвидат интересите на властодржците. Макар и во партијата, да не кажем во државата. Кога тоа не е тој тип на партиска структура, тогаш добиваш граѓани, особено кога нивниот број е релативно голем, кои што говорат со здрава памет за прашањата. Иако понекогаш најчесто им не мора ни да се експерти за тоа. Но сакам да ти кажам дека тоа е правецот во кој се движи демократијата. И од тоа нема бегање. Ние ќе доцнеме, како и по обичај, нели, веројатно деценија две од како овој модел можеби ќе се востанови, ама натаму оди. Да. Околу избор, ништо утре ја следиме изборната ноќ и ќе видиме после сакато, ќе зависи кој како веројатно како ќе биде резултатот, па да се види што ќе се случи. Имаме во петок, имаме доволно можности, имаме и гости, предпоставам. Види, за следниот круг на гласање кој повторно е во среда, ние сепак ќе го снимаме во понеделник подкастот. Така. За да можеме да бидејќи сега според законот не можеш ни за партија ни за председателски избори да говориш. Иако да бидам искрен, подкастиве не се регулирани содржини, ама ние од една политичка коректност не сакаме сега да злоупотребуваме. Онлайн генерално, онлайн содржината не е регулирана. Така е, ама сепак да бидеме коректни. Кога се договаравме, рековме дека може би е време, Боријан, да поразговараме за нешто друго. За моето и за твоето Скопје. Бидејќи таа тема и кај нас обично се разговара кои ќе дојдат избори за градоначалници. А мислам дека таа тема бара навистина онака ни цели години да се разговара за тоа какво е местото каде што живееме. Јас и ти сме стари скопјани, родени сме во Скопје, за добро меѓувреме и остаревме, па по таа линија сме стари скопјани. И така, сакав да те прашаме баш како ти го доживуваш градот, бидејќи јас имам неколку поенти што ми се многу занимливи, а ќе можеме да ги продискутираме. Него види, Скопје е мој град, така? Да. Твој град, мислам, нема подобро. Тоа е местото каде што нели, си роден, пораснал, си создал еден круг на луѓе кои ти се пријатели, но имајќи ја таа можност да видам повеќе други градови. Да, сме прошетали службено и приватно, така е. Често се враќам во Скопје фрустриран. И често имам потреба да излезам од Скопје. Затоа што сепак Скопје никако не успева да стане метропола, никако не успева да го надмине да се надмине себе си. Да се надмине себе си. Да излезе надвор од менталната, како да кажам, рамка на паланка. А не е тоа дека нема луѓе. Има и тоа како, но просто не знам, например, неколку работи, неколку точки кои никој не можам да сватам зошто Скопје ги нема. Например, кога говориме за безбедност во сообраќајот. На многу места во светот сум видел, поготово на овие булевари пошироки места каде што е пофреквентно, каде што може би се движат возилата побрзо, пешечкиот премин е осветлен со рефлектори. Просто обрнува внимание на шоферот да види подобро, да не случајно погреши, како и да е. Но бидејќи сум возел во такви ситуации, значително ја подобрува безбедноста. Тоа сигурно. И сега не можам да сватам, тоа се толку едноставни работи. Толку едноставни решенија. Пази, не говориме ние за пари тука. Не знам. Или некаква инфраструктура која е вау, нешто треба да се. Една од вечните непознаници ми е зошто само во овој град секогаш кога ќе исцртаат нови, како се вика тие нови линии по улиците, како се вика тоа, не надземно, туку сообраќајни решенија, сигнализација, нека патна сигнализација,
Значи, фарбата бојава ја нема за 3 дена. Што е проблемот? Јас стварно не ми е јасно. Ќе пуштат нова улица, убаво изгледа, означења, песачки премени, дупли линии, едно друго. Помини по 3 дена, веќе нема фарба. Дали е тоа толку ефтина фарба што ја купуваат? Дали е таа некоја специјално да ја снема? Не знам што прават. Во други градови, знаеш како, особено, ајде ќе кажеш, добро, сега негде каде не... Јас живеам, да речеме, на улица за да стигнам до дома, во која никогаш не била исцртана линијата. И денес како годиме, а сите сме возачи, сите знаеме дека тоа многу помага. Никогаш ни една линија не била исцртана и сите возиме по памтење. Знаеме кај се дупките, знаеме кај се кривините, знаеме кај имало полна линија, знаеме кај имало или би требало да има пешачки премин. И тоа е едно од големите тајни со кои ја живеам. Види, Борјан, за разлика од тебе, јас сега веќе ми е се помачно да го напуштам Скопје, да бидам искрен. Добро, патувам и заради служба и приватно и така натаму. Имало години кога, знаеш како, по 150-200 дена не сме биле во државата, баре, знаеш, во некои години кај што мораше да се патува и заради службата и така. Јас кога се враќам, секогаш се враќам во оваа паланка со одредена подигнати чувства на... Тие може за 2 дена да ми се згаснат, меѓутоа кога се враќам, веќе сум алергичен на големи градови. Сме биле низ милионски градови, на разни континенти во светот. Веќе тој вид на работи ме плашат, ме вознемируваат, не ме плашат. Тој вид на големи концентрации на луѓе и така натаму ме вознемирува, бидејќи, знаеш како, урбаните средини, градовите се места за средби. Нема друга. Тие се места и за професионален, па според тој и за општ живот, нели, преживување. Меѓутоа, во суштина, градовите, убавите градови се градови кои што представуваат места за средби. Знаеш, ајде да не одиме сега да се правиме паметни и така натаму, ти ќе го земеш Париз, кој што е еден од најзагушените градови, меѓутоа статистички во Париз само половина од луѓето поседуваат автомобили. И тоа е резултат на одредена стратегија, што не е, да речеме, случај со Лондон. Да, ама имаш метро на 3 минути. Сакам да кажам, во овој момент оваа градоначелничка на Париз, која што се покажува како една многу резолутна жена и така натаму, што инаку резултат, видиш, слушав и некои следев и некои други содржини на овие теми. Париз е единствениот град во кој што градоначалникот има, не единствениот од овие поголовиме, во кој што градоначалникот има неограничени овластувања. Не мора никого да праша за одредени работи. И буџет има голем. Малку и заради Олимписките игри што ги подготвуваат, но и не само заради тоа. Во моментот прават 3-40 нови метростаници, особено на периферијата на градот. Пази, 3-40 метростаници. Мислам, тоа е зафат кој знае колку милиарди ќе чини. Лондон е, да речеме, тотално загушен. Јас не сум бил со години во Лондон, бидејќи не можам веќе да поднесам тој вид на загушеност и тој вид на една, да, се тоа атрактивни градови, 3-4-5 дена и потоа почнува да те гуши. Скопје во таа смисла, во моите спомени, во мојот сегашен живот, е место каде што се среќам со разни луѓе со кои ми е драго да се видам. И сега, знаеш, тоа е малце и рутина, тоа е малце и навика, ти знаеш дека имаме едно друштво кое што секој утро се обидува кафе да пие заедно. Тоа не можеш. Јас живеев 4 години во Брисел и се вратив. Се вратив, можев да останам во Брисел јас. Имав можности. Сакам да се вратам во Скопје, но ти викам не можам да разберам како е можно некои основни работи кои знаеш, би го профилирале градот да биде така еден урбан центар, метропола, да речеме, ги нема. Еве, тоа често го зборувам. Скопје како ретко кој центар, главен град, престолнина, нема, например, класик FM и JSV. Радија. Да, имаш, не може да преживеат. Имаш иницијатива. Не може дека никој не ги тоа градот па Скопје нема ни джез клубови, мислам, по време има джез свирки негдека. Меѓутоа, не многу поголеми градови, дури помали градови, Скопје имаат по 2-3 джез клуба. Лјубљана има джез клуб, што е многу помала. Да, знам, ама па ние затоа имаме овие фолк клубови, кои што дели гостуваат сите, можда и балканско, 90% српски звезди за фолк и така.
Знаеш што ми е друго што од секојаш сум се прашувал, бидејќи Скопје главниот проблем е со сообраќајот и ние не наидовме на градоначалник. Нашите градоначалници, бидејќи се тоа во принцип луѓе кои се резултат на партиски некакви селекции и кадровски понуди, тие доаѓаат, ми се чини, без комплетни визии за тоа каков треба да биде градот. Сите се држат во некакви... Јас би сакал да поддржам и некој по-контроверзен, некој како да кажем, со собствена визија за одредени прашања, која не мора да ја споделуваат мнозинството, но може да биде атрактивна и така натаму. Еве, земи го да речеме случајот. Секој сум се прашувал зошто Македонија има 4 антички амфитеатри. Тоа е Стоби, тоа е Хераклеја, тоа е Охридскиот амфитеатар и најголемиот е Скупи. Така е. Кој што е речиси, тој е во поширокиот центар на градот, преку патнови на Зајчев рид, што е сега веќе. Види, Скупје е правен 125 година, тоа е времето на Хадријан, римскиот император, кој иначе, патем биде речено, правени заради неговата посета на Балканите. И пред 10 години, 2013, мислам дека почна едно порешително ископување, заврши во 2015, и за сите оние што се заинтересирани, навистина е тоа една фантастична градба. Ајде што е, ми се чини, најсеверниот амфитеатар на мапата на Европа, бидејќи од тука натаму веќе почнуваат други видови на интервенции во Византија и така натаму. Второ, театарот собира, според проценките, меѓу 8 и 10.000 луѓе. Ние го имаме Охридскиот амфитеатар кој што се уште се користи, тоа е инаку откриен, речи си случајно пред 100 години, 35-6 година е откриен, па потоа за време на Југославија е правен и така натаму. Тој собира неколку илјади луѓе и како што гледаш едно најатрактивните места во државата за одредени настани од секаква културна природа. Ние го имаме амфитеатаров во Скупи, кој што не сум видел, бидејќи живеам во тој дел на градот, јас не гледам ни школски екскурзии кои доаѓаат да го посетуваат. Па ти знаеш ли каква е тоа атракција за странци, а не само за странци, за нас би била атракција. Прво е во дел на градот каде што, бидејќи таму има една несреќна околност, бидејќи има едни мали гробишта до нив, па предпоставувам дека до самиот амфитеатар и не е сосема не е откриен заради гробиштата, но знаеш како во една држава и тоа се решава. Предпоставувам дека треба некаква дислокација или барем тие гробишта се прогласат за нефункционални и така натаму, но тоа е еден мал проблем. А не се тоа во прашање, не знам, стотици милиони кои што треба да се вложат. Затоа има многу работи кои што ствари парите уопште не се... Кога тој пази, тоа е сепак градба која е правена пред 20 века. Тоа е сепак градба која што тоа е инаку римски амфитеатар, тој не е антички, тој не е грчки, римски, бидејќи кај нас се сите овие се со исклучот на Лихнида, со исклучот на Охридскиот, тоа е правен во стариот век. Но сите овие се правени во некој втор, трет век и така натаму. Замисли го потенцијалот на таа локација. Прво, ако ништо друго околу нема, речи си ништо, па паркинзи можеш да направиш колку сакаш ако треба нешто да се случува. Предпоставам дека има толку многу европски фондови за поддршка на такво вид на ресурс. Трето, види, ние не сме не дали сме ние способни да го како се го бирам вистинскиот збор, бидејќи де факто треба нешто тој и да се измисли, бидејќи тој е откриен, таму има доволно градба, сето друго би требало во истиот тој стил, нели, да се догради и така натаму. Ние не сме способни наратив да произведеме. Замисли тој наратив кога би го произвеле за најсеверниот римски театар за па ние доскоро овој градски стадион не собираше 10.000 луѓе. Нема Скопје, нема наратив. Па тоа е наратив не може. Има проблем, тоа е проблем идентитет. Можеби единствениот наратив има Старата чаршија. Ама тоа е исто така со големи интервенции, усилби и така, па и тоа се распаѓа се. Апсолутно не се користи потенцијалот на Старата чаршија. Инаку имиџот на Скопје, јас на Јергови читав еден текст за Скопје, па и на странци. Фасцинацијата или импресиите главни од Скопје се мултикултурниот карактер на Скопје. Кој ти како сега кога доаѓаш како турист треба да го откриеш, не ти го нуди, не нудиме приказната на Скопје. За да се малку да се информирам за овој разговор, влегов и на YouTube на латиница искуцав Скопје.
Знаеш ли колку видеа има рецентни во последните 3, 4, 5 години, лани, годинава и така натаму од странци за Скопје? 90% од нив се позитивни. Они се фасцинирани баш од ова што Од мултикултура. Да, они не очекуваат дека Скопје ќе биде Лондон или дека ќе биде не знам што. Меѓутоа фасцинирани се прво. Морам да ти кажам, одгадав едно 3-4 сега, може да одгадам. Меѓутоа има многу. А сите се фасцинираат од убавината на жените кои што живеат во Скопје. И стварно, кога ќе ги видиш тие, ние си живееме во тој свет, па сме можеби и навикнати. Второ, таа мултикултурна една понуда, па е фасцинантна, храна, религија, изгледот на луѓето, навиките, убавата клима. Пази, имаме град во кој во 2 пополноќ се живее прекрасно, ако сакаш да. Ме воодушевиле и пазарот во Мадрид и во Барселона. Тоа се места каде што им купуваш, можеш да седнеш да се напиеш нешто да каснеш и така натаму од целата таа поруда. Замисли кога никој би земал и се потрудил малку од овие од институциите Битпазар да го направи, да го среди и Битпазар да биде меѓу другото. Кога си бил последен пат на Битпазар? Тоа може да биде феноменална атракција. Да ти кажам нешто, види, јас одам на Битпазар. Не пазарот таму редовно, пазарот во Ѓорче бидејќи ми е поблиску, а и пазарот во Ѓорче е многу убав бидејќи пазарот во Ѓорче е навистина селски пазар. Да, има и овие накупци и така натаму кои што, меѓутоа има многу селани од околината на Скопје кои што реално доаѓа и со цените прифатив понудата одлични се тоа. Битпазар е прилично среден во однос на она што беше пред 10 години. Не знам да веројатно Скопје не знаат дека има веќе и паркинг горе и така натаму. Кога и да однесам, странец пријател таму, фасцинирани се, бидејќи сега види, ние разговараме за здрави храни, за летно време го изгледа. Што да ти кажам? Па кога ќе седнеме во некој тука блиските кафеанчиња, бидејќи Стара чаршија, Турска чаршија, има колку сакаш од тоа. Тоа е стварно фасцинантен ден. Види, сега еден пријател ми говореше минатиот викенд. На матка веќе не може да се отиде од народ. Тоа е толку привлечно и толку е пристојно направено. Дели како резултат на општината Сареј, дели како резултат на самата убавина на матка. Мислам, Скопје има само еден проблем, тоа морам да го кажам покрај транспортот, но тоа ќе се вратиме, предпоставувам. Знаеш како кога имаш мали деца, и јас и ти сме имале повеќе мали деца, ограничени се можностите што да прави со децата за време на викенд. И ако решиш во Скопје да останеш, убава е зоолошката градина од пред известно време, да речеме последниве 10 години, ама во зоолошка градина ги носиш децата еднаш на 2 години сега, не секој викенд да ги носиш. Таа е многу посетена. Да, Приштина, колку луѓе има посетители од Приштина. Слушај, ние сме оделе, бидејќи кога сме оделе на кај море и така, кога не биле помали децата, специјално сме застанувале во Загреб, бидејќи Загребската зоолошка градина, која што е релативно мала, имаше многу убави приказни во неа. Тај ден денеска е убава, предпоставам, ја не сум бил 10 години, веќе не израснаа децата и така, ама барем еднаш на 2-3 години сме биле еднаш, 2 пати, 3 пати со децата и така, многу убави приказки. Ту види, сега, ти не можеш да очекуваш дека во тоа ќе видиш, не знам, стотици животни и така натаму, ама тие што ги има, содржина е. Содржината е поврзани со детскиве филмови, содржината представени така, и Скопската има во таа смисла убав наратив. Откако Луна паркот се растури, еве веќе не знам кој градачелник не успева да го прави, нема ништо, а тоа е една содржина кај што можеш убаво со децата да поминеш и така. На крајот, кога ќе ти дојде викендот, те фаќа паника како млад родител што да прави со децата. Тој парк што го имаме не е мал, тој е убав е паркот, ама на крајот туркаш количка и нешто прави, нема доволно содржини за да може да биде забавно. Уште нешто околу овој идентитетски наратив. Многу често го зборувам. Скопје, земјотресот 63-та. Прво, Скопје е првиот земјотрес, не знам дали тоа го знаеш, кој се објавува, кој луѓето во целиот свет глобално го се информира преку телевизија. Така. Првите веќе е 63-та, веќе има. Да. Значи претходно таа перцепција, таа ментална слика за тоа што е земјотрес и имаат само паталците во градовите каде што тоа се случувало. Не и општата, нели глобалната јавност. Тоа е моментот која инспирира таа солидарност од до тогаш од невидени размери, стотина земји. Да, стотина земји.
Меѓу другото, 63-та во Скопје, во ек на студена војна се наоѓаат, прв пат се сретнуваат, после Берлин, 44-та-5-та, се среќаваат американците и русите. Така е, да. Значи, тоа е една страшно добра приказка. Понатаму, таа солидарност продолжува со еден цел тренд на оној брутализам познат кој Танге го носи и денес како гуглаш за Скопје, поголемиот дел од странските надписи за Скопје се однесуваат на брутализмот и на модерната архитектура. Која нам ни се чини, не нам, туку на многу Скопје ни се чини грда, им се чини, не знам, нефункционална и така натаму. Всушност еден оригинален печат. Можете значи оригинален печат на така масовно ниво, бидејќи сега да не ги броиме сите згради од студентските доми до поштата и така натаму, кој што е еден репрезентативен пример на железничката станица, да. Тоа се се работи кои и меѓу другото често зборувавме со некои пријатели и се обидовме дури на некои од политичариве да им пренесеме зошто Скопје да не си најде некоја форма со која би се прогласило како светска престолнина на солидарност, пошто го има легитимитетот за тоа од земјотресот 63-та. И тоа да биде некаква институција која ќе биде под закрилата на Обединетите нации и да стане дел од наративот на скопскиот идентитет. Бидејќи, знаеш, имаме сега зборуваме драго ми е Скопје, јас Дебармало се движиме и ја и ти во главно кога сме. Јас сум живеел 10 години во Дебармало, така што ама Дебармало, знаеш, не е Дебармало е мало. Да. Тоа е само мало, не, значи тоа е многу ограничено. Види, овие муабети сме ги правиле со покојен Жико Поповски професор, кој патем биде речено никогаш не собра доволна поддршка да биде кандидиран за градоначелник, бидејќи секогаш тоа беа некакви партиски. А го заслужуваше Скопје да го има Живко. Како не, сме ги правиле тие бескрајни муабети, тоа е еден од авторите на БТЦ, тој го знаеше тоа, светски човек, апсолутно со необично ерудита, барем во однос на ГТЦ по мене патем еден од најдобрите, најмодерните шопинг молови кои јас го познавам, бидејќи пази со отворен, со ова зеленило, со таа комуникација со паркот, 70 години, со реката од другата страна, со пристапот за лица со хендикеп, во тоа време разговараме пред 50 години. Да, меѓу другото да се пофалам, сум бил во Ротердам, во мини изданието на ГТЦ. Тоа е исто шопинг центар правен многу помал во Ротердам, кој го прави бирото во кое во 60 години Живко оди да се усовршува. Да. Во духот на таа модерна и инспириран од тој проект во чија реализација учествува Живко го прави. Доаѓаме до тоа всушност Боријан како Скопје не си ги користи шансите што му се дадени. Прво, Скопје спаѓа во оние градови кои што имаат река. Добро, Вардар не е голема река, ама не е ни мала река. Имаме река која поминува низ, види, ние познаваме земја Приштина, да речеме, која нема река. Па тоа е земи го, не знам, Сараево, кој што нема овој вид на река. Значи реката Кеот, затоа што се упристои Кеот, масовно луѓето Кеот се упристои, меѓутоа се уште не се користи оптимумот што таја трансферзара може да даде. Второ, види, малку луѓе знаат, второ, Скопје е флет, е рамен град. Не ги коментирам се овие водњански населби, ваму таму, нели се повеќе се шири и сето тоа и сите се незадоволни, и сите се извадени од памет и така натаму. Меѓутоа имаш малку градови, можеби е Берлин таков, кој што е рамен. Што ме рамен, тоа значи дека имаш можност за транспорт кој што не е врзан со угорници и удолници. Тоа значи дека со овие модерниве, па не е Лисабон, например, не е Рим со брдата, не е, знаеш, и да речеме велосипедизмот е нешто што може да биде неверојатно добра можност за во Берлин има фирми кои што мислам тоа, знаеш, кога разговараме овдека за приватни иницијативи, тоа можеби не е работен и на градот. Едно е ова издавање на велосипеди, знаеш, па сега тротинетите се атрактивни и така натаму. Имаш фирми кои издаваат во Берлин конкретно за 45-46-7 евра електрични точаци месечно. Да.
Види, значи, мислам дека таа цена е сега скапа ефтина, секогаш е прашање на бизнис план и бизнис модел и така натаму, но ти да купиш пристоен електричен велосипед, веројатно ти требаат неколку илјади евра. Овие фирми кои што ти ги издаваат со комплетно осигурување и со комплетна поправка на што и да се случи. Ги издаваат не на ден, ти ги издаваат на година. Види еден модел во кој што наеднаш, бидејќи, знаеш, не се сите сега спортисти кои ќе се седнат, јас многу сум возел велосипед, сега живеам малку подалеку од центар, па не можем тоа да го практикувам, но кога би имала фирма во која што би можел да изнајмам електричен велосипед и потоа после 6 месеци или после година дена да го вратиш, значи не да остане твој, се чини како еден значаен модел, бидејќи Скопје е рамно, а нема доволно трансферзали кои што се организирани, градоначалниците прават покрај улиците, на самите улици возачки станции. Но гледај го овој потез кој што почнува од Ѓорче Петров, завршува кај што требаше да оди на Шилегов овој брзиот транспорт со автобуси. Погледај го тој целиот кој што практично удира во Тутунска банка, во НЛБ, во Рамстор, тој потез кој што оди практично до Ѓорче во средината на важна трансферзала, во Капиштеци, потоа продолжува и така натаму. Тука би требало да се направат брзи патеки за велосипеди. Види, во градови тие би били и покриени. Скопје нема можеби многу врнежливи денови, ама па има денови сончеви. Зошто да не бидат и покриени? Да, не е ефтин проектот, меѓутоа тоа ќе овозможи една трансферзала многу функционално да го поврзе западниот со источниот дел на градот. Слично би можело да се прави и на југо-северниот потез, кој што па уште помалку е прилагоден за велосипеди. Бидејќи, знаеш како добиваме градоначалници, понекогаш добиваш впечаток дека главната цел им е што повеќе коли да поканат во знаеш, ајде што ние на вистина имаме, па да почнеме од моето семејство, сите ние имаме по една-две коли, нема семејство без, јас импровизирам, второ, во Скопје дневно вегуваат меѓу 50 и 100.000 возила од внатрешност. Кој знае, да, кој знае. Има градови кај што тоа е поинаку организирано. Дел од тие автомобили се паркираат вон градот. Па потоа бесплатно или за многу ефтини пари се организира превоз до одредени ключни точки, клиника, метростаница, например, кај што има паркинг. Така е. И кај што шатлови, види, ние тоа го гледаме, луѓето од внатрешноста возат различно од Скопјани, луѓето од внатрешноста потешко се снаоѓаат, и така сме загушени со сообраќај, таа цифра од 50-100.000 возила уште повеќе. Јавниот транспорт не е таков каков што ние, веќе тие автобуси се сите дотраени и така. И мислам дека нас ни е ред. Ова е сега, ајде да не ја спомнувам, градоначалничка која не е ни прв пат да зборуваме за нејзиниот квалитет, ајде жената, мислам дека е едно општо разочарување, меѓутоа од следниот градоначалник или градоначалничка навистина ќе се очекуваат храбри потези во адресирање на овие проблеми. Па јас себе да ти кажам стварно стварно градоначалник од профилот на Живко Попов. Така стварно градоначалник не е воопшто случајна функција. Па градоначалник на метрополата, на како се викат, на столицата, нели, така. Тоа би требало да е, да речеме, третата функција по важност во државата, особено вака мала држава и така. Со тоа што види, јас мислам дека Скопје и лошо се недоволно. Јас не го критикувам Скопје многу, бидејќи знаеш кога ќе разговараш со луѓето, сите имаат само критики за градот. Јас не мислам дека Скопје дури овие пежоративни, не знам, бетонизација и така натаму. Јас мислам дека во центрите на градовите мора да се гради. Јас мислам дека центрите на градовите мора да одат во висина, бидејќи ако одат во ширина нема веќе каде да се шират. Тоа мора да биде направено по стандарди, тоа не е ништо спорно. Од паркинзи до зеленила и така натаму, меѓутоа ми се чини дека Скопје го има поголемиот проблем со околните населби. Ќе ти кажам, еве, ние пред веќе 25 години речиси се преселивме во Бардовци и таму тоа беше навистина село кога отидовме така натаму. Градот не успеваше и не успева да го следи ритамот на ширењето. Сега е Бардовци една огромна населба. Да обезбеди инфраструктура, школа. Ако ти имаш луѓе кои што сакаат да се иселат од центарот, ако имаш луѓе кои што сакаат да инвестираат, не се тоа просечни инвестиции како во стан од 50 квадрати и така натаму. Ти мораш да го препознаеш тоа. Ако ништо друго да им ги земеш парите на луѓето. Луѓето се подготвени да платат и за инфраструктура, подготвени се да платат за други содржини. Тоа тешко се развива.
И тоа е можеби главниот проблем на Скопје, што тие околни населби или се третираат како не знам какви ексклузивни, а тие се помалку се ексклузивни, или недоволно се следи една урбана желба на луѓето да бидат и дел од градот, а истовремено да не мора да живеат во центар. И да ти кажам, кој живее во центар нема што да се жали за простори за паркинг. Знаеш што не можам се уште, мислам, просто сум, тоа ме фрапира вака, секогаш кога ќе ми текне на тоа. Како е можно Скопје да не може уште да обезбеди оваа звучна сигнализација за луѓето со хендикеп? Тоа е просто ја не сваќам, мислам, како да кажам. Да, елементарни работи. Елементарни работи кои... тоа мали работи, тоа не е нешто, не знам што, зафат... Не може да... Не би рекол дека тоа кошта некои милиони големи. Пази, тоа е еден базичен респект кон тие твои сограѓани, кои сигурно ги има, не се малце во едно Скопје. Да. Генерално се дигна свеста за тоа во смисла на овие рампи пристапни, ама тоа се повеќе формално се третира отколку се функционални. Така е. Таму веќе има и во законот дека ти мораш да видиш да функционалност, тоа ќе го познаеш. Седни во количка да видиш дали можеш всушност да се движиш. И ќе го познаеш според оди на семафор или па градски превоз. Да. Купуваа нови аутобуси, кинески, не знам што, нема пристап за лица со хендикеп. Тоа е. Ништо Боре, останува ние да размислиме се кандидираме за градоначалници и тој не знам дали може двојка да се кандидира за градоначалник, да се каже ние двајца се кандидира. Па гласете сега за нас двајца. Па еден ќе решава транспорт, друг ќе решава не знам паркови. Сварно благородна една функција, кај многу работи може да се направат за... Јас морам да кажам дека се уште со задоволство живеам во Скопје со сите проблеми, со сите мрчења кои што ги имаме за сето ова. Градот е компликуван, не е едноставен за човек понекогаш да ги истира своите агенди. Сите ние учествуваме помалку во кршењето на одредени правила, бидејќи мораш да се прилагодиш, знаеш како ти е тоа. Тоа е како како да кажем, како за корупција оваа што се води полемикава дека тоа сите се најпаметни, а сите всушност учествуваат на секој ниво. Знаеш како сите се дело тоа, сите викаат не, овој страм да му го фатија. И после разговора завршил со тоа, дали знаеш некој ваму и таму за... Да, разбира се. Одма после разговора за корупцијата. Така што сите ние помалку учествуваме во нашата градска реалност и така, ама мислам дека Скопје не е најлошото место за живење, а има голем потенцијал да биде едно од тие подобри места за живење. Види, наше. Еве јас би почнал со тој да завршам, би почнал со амфитеатарот во Скопје. И навистина кога би имало градоначалник кој ќе каже гледате, јас за мојот мандат ги имам овие 3 прашања. Немам 33. Овие 3 прашања ќе го решам, не знам, проблемот со велосипедите, ќе го решам античкиот театар Стоби и ќе го решам прашањето на не знам што. Другото мора да функционира, се разбира, кој ќе дојде време за садење цвеќиња, ќе садат цвеќиња, кој ќе дојде време за асфалтирање дупки, ќе сама тоа. Концентрално ќе го земам одма за директор на градот. Така. Да, тука нема пробаш. Тоа има да го врши 100%. Ја ќе се бавам со имагинација. Не знам што некој пат. Па дупка тоа е службена должност, да нема градоначалник, оваа служба мора да отиде да го пополни. Така. И би купил боја за боење на кој што треба боја, што ќе трае барем една година. Борија доволно за овој предизборен молк. Се гледаме во петок со поконкретни овакви резултати. Ќе биде жестоко. Толку ја биде. Поздрав.